Скандалот Онишченко одново ги матираш институциите и службите. Комисијата за надзор на АНАБ одложена во недоглед додека МВР не истражи како протече аудио снимка од последната седница, на која реферираше класифицирани информации директорот Виктор Димовски. Полицијата трага по виновникот, а искодот го чека и спикерот Талат Џафери. Председателот на комисијата Љупчо Пренџов не попушта. Вистина и за двата скандали мора да има. Ке бараме до последниот кој што е вклучен, а колку се не знаеме, да си одговара за ова кое што е направено на државата. Председателот на собранието е тој кој што е одговорен за оваа институција и истиот и мене и пред целата македонска јавност не извести дека комисијата се прекинува се додека не го добие конечниот извештај од истрагата која што била спроведена од МВР. Дали Онишченко ќе го загуби македонското државјанство, владата, иако се обврза, се уште ја бара правната формула. На затворена седница констатираше, но се уште нема одговор дали е отпочната постапката. Во тек се консултациите на релација МВР-влада. Одлука за одземање на решението за државјанство е поради сомнежи за лажни документи или невистините информации. Во кривичниот законник има две дела кои одговараат на овој опис и за двете е предвидено од парична казна до 3 години затвор. Но ниту МВР, ниту обвинителството засега немаат истрага против Онишченко. Премиерот, повикувајќи се на затворена седница, не сподели никакви други информации за постапката поради доверливост на информациите. Најави дека за 20 дена ќе се избере нов директор на местото на Димовски. Којничкиот спортист Онишченко пак не запера со изјави за медиумите. Немал намера да тргува со газ, туку само да спортува.